вас активно се жучаните технологии Ви благодарам, добре дојавте на сите. Овде на оваа дебата се чувствувам по на домашен терен, отколку кога зборам за администрација. Драго ми е да ги гледам и мои поранешни колеги и луѓе што ги познавам. Ова малце само да ја коригираме најавата, нема да ја представиме националната стратегија, ова е иницијален состанок на кој што ќе сакам да отвориме темата и да почнеме да разговараме на оваа тема, се подготвиме и заеднички да ја подготвиме таа национална стратегија. Значи денеска тука заедно со Димитар Буковалов од Министерството ќе само нафрлиме неколку теми, наши позиции за почеток на оваа дебата, а понатака нормално заедно со сите вас и со можеби некој што денеска не е тука, да почнеме да работиме на текстот на стратегијата. Информацијските и комуникацијските технологии денес драстично придонесуваат за зголемување на продуктивноста, економскиот раст, отварање нови работни места, намалување на сиромаштијата и создаваат една сосема нова ера и во самата демократија. Трансформацијата на целокупното општество, предизвикано од новите технологии, е условена од реализацијата на неколку меѓусебно поврзани активности, кои што генерално ги делиме во три групи. Првата група е развојот на бродбенд мрежи, втората е воведување на дигитални услуги и содржини за граѓаните, и третото е обезбедување на зголемена нормално побарувачка за истите услуги. Треба да потенцираме дека само со паралелен развој на сите овие три работи ќе може да дојдеме и до квалитетен прво документ, квалитетна стратегија, но и уште по-важно за нас, до имплементација на она што во стратегијата ќе стои во текстот. Потенцијалот и можностите кои што ги нудат информатичките и комуникацијските технологии се добро познати за развиените земји, но веќе тие стануваат и од витално значење во земјите во развој, како што е Македонија, и веќе самите стануваме полека свесни за тоа. Во таа насока, особено е важно да отвориме и дебата за сите овие три групи на активности, но ќе дозволите дека денеска да дадеме фокус на првиот дел, односно развојот на бродбенд мрежите, како нешто што ние како Министерство, заедно со другите надлежни институции, Агенцијата за електронски комуникации, треба да го иницираме овој процес и да работиме на него. Бродбендот менува се. Бродбенд мрежите може да испорачаат покрај телекомуникацијски услуги во денешно време и владини услуги, медиумски услуги, трговија, библиотеки, електронски библиотеки и ред број на други работи кои што го чинат животот денеска. Бродбендот станува есенцијален елемент и за самите локални самоуправи, и ова особено во понатамошниот дел на моето излагање ќе сакам малце повеќе да се посветам на ова. Овозможува отварање на нови работни места и го подобрува квалитетот на живот. Брзото зголемување на изборот на нови содржини, кои денес ги имаат потрошувачите, и брзината на испораката на нови услуги, денеска целосно ги менуваат и културните и социјалните понуди кои што ги имате сите вие. Сепак, реално е да се каже дека поставувањето на бродбенд инфраструктура е комплексна и многу скапа работа. Во таа насока, повеќе од јасно е дека операторите главно се фокусираат, и тоа е нормално, на поставување на брзи и супербрзи бродбенд мрежи во области каде што за нив има економска исплатливост, а тоа најчесто се урбаните средини. И затоа една од главните причини за отварањето на оваа дебата е да почнеме меѓусебна координација помеѓу операторите, приватниот сектор и државата, да направиме заедничка стратегија која што ќе не доведе до пополнување на дупките во белите зони. Поставувањето на брзи и супербрзи бродбенд мрежи во руралните региони е ограничено од нормално високите трошоци и ниската густина на население во овие области. Недоволната бројност на популацијата го ограничува користењето на услугите, помала побарувачка на услуги и нормално голем ризик за поврат на инвестицијата. Иако технолошките иновации во последно време ги намалуваат трошоците за поставување на бродбенд мрежи, сепак комерцијалните иницијативи за инвестирање во супербрзи и брзи мрежи во руралните средини се уште се на недоволно ниво од страна на комерцијалните оператори. И покрај постоењето на зголема потреба за користење на бродбенд,
а особено поради зголеменото користење на паметните телефони. Зголемувањето на географскиот бродбенд јас помеѓу урбаните и рурални подрачја во државата станува реална веќе закана за развојот, а особено кога станува збор за земји во развој како што е Македонија. Во ова насока уште еднаш да најавиме оно што го зборуваме, дека Министерството во соработка со другите институции веќе во текот на средината на следната година значително ќе го зголеми опсегот и бројот на услуги кои што ќе ги нуди на граѓаните, што веќе ќе ги стави во доста неравноправна положба луѓето кои што живеат во развиените урбани средини и оние во руралните. И затоа уште една од причините зашто ја иницираме оваа дебата. Европската унија во нејзината стратегија за развој на информатичкото општество, така наречената дигитална агенда 2010-2020, го наведува недостатокот од инвестиции во следни генерации на бродбенд мрежи како една од клучните препреки за развој на информатичкото општество. Согласно дигиталната агенда, земјите треба да усвојат национални оперативни планови за изградба на брзи и супербрзи мрежи, согласно следните таргети. До 2020 година, секој во Европската унија да има можност за пристап до интернет со брзина најмалку 30 мегабита во секунда, така наречениот брз бродбенд. До 2020 година, најмалку 50% од домаќинствата во Европската унија да имаат претплатнички договор за интернет пристап од најмалку 100 мегабита во секунда. Овие брз или ултрабрз бродбенд. Според предвидувањата на Европската комисија, потребни ќе се помеѓу 200 и 320 милиарди евра за да ова се постигне инвестиции. Европската комисија за периодот до 2025 година усвои нови, ќе викаме импресивни бродбенд таргети, а тоа се сите училишта, универзитети, истражувачки центри, транспортни центри, болници, администрации и така натака, да имаат симетричен интернет пристап до 1 гигабит. Сите домаќинства да имаат пристап до мрежа која возможува даунлоуд од најмалку 100 мегабита во секунда со капацитет за надградба на гигабитна брзина. Сите урбани населби, главни патишта, железници да имаат непрекината 5G покриеност и најмалку еден голем град во секоја членка земја до 2020 година да има покриеност со 5G. И за согласуваат ова за нас се уште прилично научна фантастика. Со цел да се спроведат овие најнови бродбенд таргети, Европската комисија веќе усвои 5G акцијски план, како и проект базиран на ваучер систем, со кој Европската унија обезбедува 120 милиони евра за локалните самоуправи, кои ќе обезбедат бесплатно Wi-Fi поврзување на граѓаните околу институциите, болниците, училиштата, парковите и така натака. За исполнување на овие таргети, на земјите членки покрај средствата од Европскиот фонд за регионален развој, на располагање им се средства и од Фондот за поврзување на Европа, што е 1,15 милиарди евра, како и од Фондот за бродбенд инфраструктура од 500 милиони евра. Ги кажувам овие сите информации, дел од вас си ги знаат, затоа што на вистина генерално како држава и владата и сами сте свесни и гледате, забрзано работиме кон забрзување на нашата интеграција во Европската унија и ќе мораме и ние да почнеме да се прилагодуваме на овие таргети и да се обидеме да ги достигнеме, затоа што ќе станат и наша, се надевам, многу брзо реална обврска. Во земјите членки на Европската унија во голема мерка се користат и јавни средства за изградба на бродбенд мрежи, што е регулирано преку правила за државна помош. Уште една од работите во кој што сакаме да влеземе како држава, но нормално без да го нарушиме пазарот и да тоа биде во координација со сите. Она што веќе го спомнавме, за некои од работите ја користиме Хрватска како пример, со оглед на тоа што е блиску, слична ситуација пред влезот во Европската унија, за да го имплементираат својот национален оперативен бродбенд план, тоест да ги достигнат таргетите од дигиталната агенда 2016-2023, Европската комисија им има одобрено 353 милиони евра јавни средства за да можат да ги наменат како државна помош за изградба на брзи и супербрзи бродбенд мрежи во оние рурални подрачја кај што нема интерес и се бели зони. Најголемиот дел од овие средства се од Европскиот фонд за регионален развој, додека останатите се од Европската инвестициска банка. Очекувањето е дека приватниот сектор, паралелно на ова, ќе инвестира околу 120 милиони евра.
Сега докаде е исполнувањето на овие таргети, малце ги зборуваме за ЕУ, кратки се бројките, малце за Македонија. Според последниот извештај на Европската унија од 2017 година, 76% од домакинствата во ЕУ веќе имаат покриеност со брзи бродбенд пристапни мрежи до 30 мегабита во секунда. 27% од домакинствата имаат предплатнички договор за до брз бродбенд. 11% од домакинствата имаат предплатнички договор за пристап до супер брз бродбенд, но интересно е да се види податокот дека некои од новите земји членки, како например Романија, Летонија и така натака, овој процент изнесува и над 30%. Сега кај нас, според последните податоци на ITU и Светска банка, која што ги оценуваат и земјите од регионот, земјите од регионот сериозно заостануваме зад Европската унија, но конкретно што се однесува за Македонија, според последните податоци од Агенцијата за електронски комуникации, 30,28% од домакинствата имаат покриеност со следна генерација на брзи пристапни мрежи, рековме во ЕУ е 76%. 11,63% од домакинствата имаат предплатнички договор за брз бродбенд, во ЕУ е 27%. И само 0,55% од домакинствата имаат пристап до супер брз бродбенд, а во ЕУ средната вредност беше 11%. Очигледно е дека постои сериозна разлика. Според Светската банка и ITU, пенетрацијата на користењето на бродбендот рапидно се зголемува, доколку нормално малоподражната цена на услугите е помала од 5% од просечното месечно примање во одредена држава, а во земјите на Европската унија просекот е 1,2% од просечното примање. Според истите извори, Македонија со некои од земјите од регионот има најмалку прифатлива малопродажна цена за користење на бродбенд услуга, особено за брз и супер брз интернет, односно истите можеме да ги сметаме за скапи. Секако, битен предуслов за развој на брзи и супер брзи бродбенд мрежи е и понудата на содржини, услуги, користење на електронска трговија и така натака, што треба да зголеми интересот. Значи, пак ќе се вратам на трите први категории, едно со друго мора заедно се развива. И повеќе од јасно дека мора да отвориме поширока дебата и да превземе поголеми дополнителни активности во сите три области. Ама веќе кажавме, ние како влада почнуваме да зголемуваме опсек на услуги. Сега го започнуваме ова, значи сите заедно да влеземе во една координирана акција за да ги поправиме бројки. Македонија не сме да го дозволи овој, ќе го наречам бродбенд јаз, кој го постои и во однос на нас, во однос на земјите на Европската унија, но и во однос на нашето население внатре во Македонија. Како земја кандидат имаме и обврска да го адаптираме нашето законодавство кон условите што ги дава Европската унија. Во таа насока, затоа ќе иницираме усвојување на национален оперативен план за развој на брзи и супер брзи комуникацијски мрежи, имајќи ги бродбенд таргетите од дигиталната агенда на Европската унија. За да се подготви националниот оперативен план, ќе треба прво детално да се утврди нормално состојбата на терен, да се мапира и анализира целата територија на државата и да се дефинираат областите, белите зони, каде што не постојат брзи и супер брзи комуникацијски мрежи или операторите немаат идни планови за инвестиции во овие делови. За процесот на мапирање ќе треба целосна поддршка и соработка, учество од страна и на општините, но и од страна на Агенцијата за електронски комуникации, која што е веќе вклучена во овие процеси, Агенцијата за катастар и самите оператори. Добиената мапа на покриеност ќе биде еден вид на основа за јавната расправа која што понатаму ќе ја водиме во делот на креирање на националната стратегија. Информациите ќе се добијат од овој процес, ќе служат за подготовка на оперативниот план, утврдување на нашите национални бродбенд таргети, кои што сепак мора да се во корелација со европските, период за нејзина реализација, корисници, постојаната инфраструктура која што може да се користи и која треба да е новата инфраструктура. Веќе дел од вас се запознаени, Агенцијата за електронски комуникации е во процес на мапирање на постоечките државни капацитети, но и на операторите, за да ги имаме
на едно место и врз база на тоа да можеме многу полесно да го вршиме планирањето на идните јавни државни инвестиции во оваа област. По усвојувањето на националниот оперативен план ќе следи и период на реализација, односно ќе треба да се подготват квалитетни проекти на ниво на општините за постување на следните генерации на мрежи, согласно извршеното мапирање, насоки и правила кои што ќе ги утврдиме во националниот оперативен план. За ова ќе треба огромен, сериозен ангажман од сите нас и пред се, и ние ќе инсистираме на тоа и ќе го водиме процесот така, голема и огромна транспарентност. Искуството покажува дека процесот на подготовка, усвојување и целосна реализација на идниот национален оперативен план за брзи комуникацијски мрежи во Македонија, според нашите проценки, ќе трае помеѓу 5 и 10 години. Само за илустрација, Хрватска почнала со мапирање во 2013 година, националниот план го усвоиле во 2014 година, во 2015 бил доставен до Европската комисија за одобрување, процес и така натака, додека не стигнале до средствата кои што денеска веќе ги располагаат. На крајот, потребен ни е пред се квалитетен национален оперативен план и во однос на ова прашање не смееме да имаме никаков компромис. Затоа треба сите заедно седнеме на маса, отворено да разговараме, и приватен сектор, и институции, и агенција, и држава, отворено да си ги кажеме работите и да се договориме околу стратегијата. Само квалитетен план може да гарантира и успешна реализација, транспарентност и инклузивност и отчетност и кон јавноста. Само така ќе спречиме злоупотреби, најефикасно ќе ги користиме јавните средства кои што ќе се ограничени. Ние сме сиромашна држава и мора паметно да ги користиме и ќе спречиме евентуално нарушување на пазарот, зашто постои опасност кога имате јавни инвестиции во овој дел. Од тие причини треба да ги користиме и најдобрите пракси од страна на Европската унија, помошта која што може да ја добиеме од Европската комисија и она што е најважно, најдобриот постоечки човечки потенцијал во државата. Дел од тие луѓе се овде, дел можеби денеска не дошле, но ние како влада ќе се потрудиме да процесот биде максимално отворен и инклузивен и да добијат шанса да го кажат своето мислење. Усвојувањето на планот треба да биде прифатен од сите. Значи ќе инсистираме на консенсус. А неговата реализација не сме во ниеден момент да зависи од политичките процеси во државата. Властите доаѓаат и се менуваат, ова е нешто што нема никаква врска со тоа и мора да остане наша стратешка определба во следниот период. По таа насока ве повикувам сите и тука присутните, целокупната јавност, политичките партии, единиците на локална власт, бизнис секторот, универзитетите, невладените организации да се вклучат и да го поддржат процесот на креирање на овој документ кој е до интерес на целата држава, на сите граѓани. Само доколку инвестираме во иднината, нема се уште да останеме заробени во нашето минато. Благодарам толку за почеток, како што веќе кажав, само сакав да ја отворам дискусијата со некои од податоците кои што се на располагање. Денеска имаме амбиција само да го отвориме овој процес, понатака во текот на следните неколку недели ќе иницираме формирање на работни групи на соодветни теми, на кои што ќе бидете сите поканети да дајете нормално, ако имате интерес, своји представници и полека да почнеме да го подготвуваме ова. Паралелно ќе работиме на еден сосема паралелен процес на мапирање на црни зони, бели зони, сиви зони, секакви, за да знаеме точно на каде ќе се движиме и подоа да седнеме и врз база на тоа да го изготвиме документот. Ви благодарам за почеток толку од мене, сега отварам слободно кој што сака, господин Буквалов, и вие ако сакате или подоцна од како ќе зборат.